Со радост во душата се надоврзува нашата драга професорка Ангелина Маркус. Повеќе. Јас сум жив сведок за сите негови активности, зашто името Лимановски беше составен ден на сите пријатели што доаѓале дома. Мојот сопруг Саша Маркус, кој што го формира Малцинскиот театар, турскиот па и шиптарскиот, и има преку 20 повеќе неповторливи режии, Брехт е режиран таму и други. Саша Маркус беше председател на Друштвото на преведувачи на Македонија и член на Југословенското друштво, беше член на културно-просветната заедница, кој се држаја по селата, градовите разни предавања од културно значење за македонците. Саша Маркус, кој што формира преведувачки средби во Тетово и беше ставно учесник како преведувач на Струшките вечери. Во сите овие институции мојот сопруг Лимановски го вклучи и најмногу јас се запознавав преку тоа што секој месец излегуваше културен живот кој што Вишински го уведуваше, а Саша Маркус има преку 40 монодрами што после се изведували, објавувани на последната страница. Секогаш во културниот живот идеја и песните на Лимановски. Во сите културни настани беше вклучен, зашто Сашо беше изненаден. До тогаш, до појавата на вака редок, духовно богат човек, емоционално преоптеретен баш со Македонија, како немаше место, не се дискутираше, не се знаеше за македонските муслимани. Али после тоа, нагло тоа стана центар на интерес и тоа беше поттик еден да се афирмира еден дел од македонското општество, кој што некако не беше признаен и беше како љулјашка дева да таму поставуван, али со Лимановски се поставија корената на битот, на верувањата, се поставија богатствата на македонскиот израз, се пренесе врза со образованието во другите деца и тоа се неизбришливи темели. А сега сакам да ја најавам песната на нашата Рина. Зашто? Кога таја се појавува, можете веднаш да го видите тоа, на лице ја носи песната. Со насмевка ја изразува.